Ова што денеска ќе го промовираме е упатство со прирачник, нешто кое што е резултат на долгогодишна работа на проектот, на тимот во рамки на проектот, на организацијата, на USAID и пред се соработката со општините, училиштата и големиот слух и чувство кое што го имаше Министерството за образование и наука, да сето ова заеднички го изработиме, го доведеме во фаза и во степен да биде употребливо во сите училишта, да биде на ниво кое што ќе биде едукативно и ќе биде апликативно средство во рамки на училиштата. Се надевам дека овој документ кој е подготвен и усвоен, кој веќе стана и законска обврска, понатаму ќе биде не само прирачник и патоказ како треба да се одржи чистотата во еден училишен објект, туку во иднина овој документ и активностите кои произлегуваат од овој документ на некој начин ќе бидат и предност за училиштава да добиват и грантови, да добиват и инвестиции од Министерството за образование и наука. This manual will help us to achieve our common goal for cost-effective management and maintenance of school buildings. This ensures good learning conditions and contributes to greater efficiency in the maintenance efforts, efficiencies of time and resources. Money saved is money that could be allocated to other important and enriching educational programs. Никој не сака училиште крој кој протекува, затоа потребно е редовно да се чистат улуците и да се врши проверка на состојбата на кровот. Кога почнавме да го работиме, решивме дека тој треба да биде пријателски наклонет, да кажам, кон корисниците. Корисници на прирачникот се сите вработени во училиштата, од раководниот кадар, стручните служби, техничките служби, до наставниците и учениците, бидејќи секој на некој начин влие на одржувањето на училиштата. Исто така овој прирачник е наменет и за општините, или одделенијата за образование или одговорните за образование, бидејќи со децентрализацијата знаеме дека одржувањето на училишните згради е директно предадено како одговорност на локалната самоуправа, така да и тие да можат да го контролираат или да го организираат одржувањето на училишните објекти. Исто така е наменет за Министерството за образование и наука, односно службите кои се занимаваат или чија задача е организирање на условите во училишните објекти. Ние ги набројавме сите можни активности на кои ние наидовме во текот на нашата долгогодишна работа, значи што во објектот треба да се контролираат или да се одржуваат. Дадено е во втората колона кој тоа треба да го работи, во кој период, значи на кој временски период треба тоа да се сработи и понатака што е сработено, датум и кој го сработил. Ова служи за тој што ќе го одржува објектот како потсетник кога што треба да прегледа, а за тој што го контролира да види дали е тоа сработено.